Добро, имавме навистина пријатна билатерална средба овде помеѓу паузите од двете сесии. Јас добив покана од премиерот на Србија, госпоѓа Ана Брнабич, за посета на Србија, државна посета на Србија, која што веројатно ќе одржиме во текот на ноември, после завршувањето на локалните избори во Република Македонија. На самата средба ќе можеме да ги унапредиме сите видови на соработка со посебен предизвик на економската соработка. Има голем потенцијал на унапредување на економската соработка помеѓу Република Македонија и Република Србија. Договоривме веќе втората средба повратно да биде заеднички влади, да ги одржиме. Веќе се договарат и заеднички влади и со другите земји во регионот, како што е одржување заедничка влада помеѓу Македонија и Албанија, но продолжуваме секако и со другите земји од Западен Балкан. Сето тоа, како што гледате, се поклопува со оврската, но и потребата на сите земји од Западниот Балкан за регионалната соработка. Република Македонија и Република Србија навистина имаат изворедни пријателски односи. Секако можеме тие пријателски односи да ги унапредиме на секое можно поле, а верувам дека ваквите средби ќе бидат само причина за охрабрување на нашите граѓани да соработуваат уште повеќе. Ваш став Косово во УНЕСКО? Значи, еве вака, знам дека нема апликација за Косово и ова година навистина ова прашање нема да се дискутира. Јас се надевам во моментот кога ќе се дискутира, ќе имаме навистина по соодветни, можеби подобри околности на ова прашање. Регионот мора да гледа само позитивно со перспективи напред, а никако да дава причини било кој од земјите за нарушување на меѓусоседските или на регионалните односи на земјите. Навистина сме единствени во она што значи интерес на граѓаните на целиот регион на Западен Балкан, покрај интересот полноправно членство во Европската Унија. Ние имаме многу поголеми интереси или исто толкави интереси, а тоа е да го напредиме економскиот квалитет на живот на граѓаните. Тоа значи остаете неутрални. First question, your government has just passed from some weeks ago the law for the language, which will help the Albanian, will be also the national language. How is the situation in Macedonia with Vomerod according to this law, and how do you to proceed to see the proceeding of this law, because it will go also in Commission of Venice. Can they stop the implementation of this law? And the second question, it has spoke a lot about Macedonia voting for Kosovo in UNESCO. How do you see this? I give answer for the position of Macedonia for UNESCO connecting with Kosovo. Really, that is not open question this year. I don't know even will be open the next year. The importance of the law for using of languages in our country is part of the government program. The government adopted the law and put to the parliamentarian procedure the beginning of September. As I know, the parliament will discuss about that. I only expect and once again invite the opposition to confirm that law, because those issues who was discussable if it's online of the constitution or not are out of that law, and after the voting of the law, the Venice Commission from the European institutions and our constitutional court also will have a challenge to comment of those things who are not part of the law. Really, the new law connect our citizens. We want to improve the law by the article of our constitution, because it's right of our citizens in a way of building one society for all citizens in our country. Do you find any people here to help you, to help Macedonia in this meeting for the problem of the issue of the name with Greece? And your Prime Minister offer you the help? I think every Prime Minister here from the Western Balkan countries want to help Macedonia, like I want to help in any country in the Western Balkan countries. Really, that is bilateral issue. We lead the process through the United Nations. We hope that even the end of this year or beginning of the next year there will be a new proposal by Matthew Nimitz, who are moderator of the process, and finally I hope that there will be movement, because it's too frustrating for our country to wait in front of the doors of NATO, hoping that the positive atmosphere whole in the region really, and also with the Macedonia, with all countries in the region and also with the Greece, will improve better conditions for solution even for that kind of sensitive questions.
Имате ли поддршка од земјите во регионот за надминување на спорот со Грција? Сите земји од Западен Балкан, кои што сме присутни овде заедно со еврокомесарот Хан, секако како гости си Светската банка, јас лично верувам дека сите земји се пријателски настроени кон Македонија и сите се желни да ја помогнат на Македонија по секое прашање, како што и ние сакаме да им помогнеме на сите земји од регионот. Ова прашање е билатерално прашање и верувам дека само позитивните пораки и охрабрувањето од земјите од Западен Балкан може да бидат сериозен придонес кон решавање на ова чувствително прашање. Јас секако останувам на очекувањето на решавање на проблемот низ диалог, воден секако од Обединетите нации преку Метју Нимиц. Очекувам дури до крајот на годината, почетокот на идната година да има нови идеи од Метју Нимиц за решавање на овој проблем, но сум убеден дека позитивниот амбиент кој што постои во целиот регион, позитивниот однос на Македонија со сите земји во регионот, така и со Република Грција, може да бидат само од полза, дури и за решавање на вака чувствително прашање. Дали мислите да е дипломатска криза измеѓу Србија и Македонија завршена? Завршена е. Секако јас тоа го знам уште во моментот кога се слушнав со претседателот Александар Вучич. Навистина имавме долг разговор, ги разгледавме сите прашања и драго ми е што поголем дел од ова време, од долгиот разговор, посветивме на перспективите. Навистина со неколку реченици ги затворивме овие дебати кои што постоја и се насочивме кон перспективите. А шта се перспективи за Србија и Македонија? Унапредување на соработката на секој можно поле. Нашите граѓани се многу блиски. Тие соработуваат и без политичарите. Редно ние политичарите да им помогнеме уште повеќе да соработуваат.